Почитувам колега Мисовски, министер, почитувана македонска јавност. Закон за урбанистичко планирање, или поточно, може овој закон да го именуваме како закон за ослободување од одобрение за градење. Почитувана јавност, да сакате да реконструирате кров на куќа, ќе ви требаат повеќе документи и повеќе активности да направите, отколку да направите некаков коридор кој е од стратешки интерес за државата, а сите процедури кои треба да бидат запазени, да се заштитат националните интереси, да се заштити државата, има можност да бидат заобиколени. Министер, би сакала да ми одговорите, доколку се јавите барем на еден пратеник за реплика. Зошто договорот со Бехтел и Јенка е направен строго доверливо? И народните представници, народот во Република Македонија, немаа можност да ги дознаат информациите од вас, од власта. Зошто пакетот закони за изградба на коридорот 8 и коридорот 10Д се со европско знаменце, а немаат никаква врска со европските закони? Зошто во кореспондентната табела нема име и презиме, туку само ваш подпис? Лично ваш, проверено. Или уште сега се спремате за избегнување на одговорност? За 6 години потрошивте скоро 25 милиарди евра и повеќе народен буџет, верувам дека и сега ме слушате, потрошивте 25 милиарди народни пари, изразено во евра, а немате ништо изградено. Јавниот долг е зголемен, народот ќе плаќа, а вие луксус ќе терате. Колеги, допис од Комора на инженери и архитекти не се важи. Не се важи мислењето во оваа држава на стручната фела. Не се дава на важност мислењето на научниците, на оние кои навистина се занимаваат со одредена проблематика, туку се важи мислењето на Артан Груби, бидејќи тој е потпишан на овој закон. Артан Груби е потпишан затоа што ние во државава немаме вистински премиер. Бидејќи премиерот е зафатен со криминал, корупција и шетање по светот со приватни цели, подкапана службено патување. Урбанистичка планска документација се носи подолго време, зашто истата има фази кои значат анализа која носи квалитет, а не само интерес на Ковачевски и Груби. Но на кого да го зборуваме ова? На кого да го кажуваме сето ова што е лошо во овој пакет на закони? Кога власта не слуша и нема кој да слуша, кога власта има игнорантски однос спрема народните избраници кои се дел од опозицијата, бидејќи алармиравме, баравме да го имаме договорот во увид, но не го добивме истиот. И целото ова изгледа вака. Имаме, првин се полага во државава правосуден испит, па после се запишува на правни студии. Кој е одговорен за тоа? Кој дава ваков лош пример на јавноста? Наместо власта да служи како добар пример за квалитетно владење, праведно владење во кое ќе се запазуваат националните интереси, ние денес овде гледаме дека имаме незаинтересирана власт, која во моментов сигурно и не ме слуша, имаме многу зголемен криминал, зголемена корупција. И каде оди државата? За жал,
во непознат правец. Хајде малку да се задржам на законот. Законот кој е подпишан само од Артан Груби, а не од премиерот Ковачевски, најверојатно се заштитува од некаква одговорност, може би. И тоа е прашање на кое што треба некој да ни даде одговор. Но министерот досега не смогна сила да се јави на еден пратеник за реплика, па не верувам ни дека ќе се јави и сега. Министерот, заменик министерот не се јавуваат, колегите не се јавуваат од власта, колегите не се јавуваат за збор да го бранат ова законско решение кое е денес пред нас, бидејќи нели тие ја поддржуваат власта. На кого да веруваме? Во оваа држава нема на кого да се верува. Ова законско решение има и изобилува, како што кажав, ова законско решение кое не е закон за урбанизација, ова е закон за ослободување од одобрение за градба. Овој закон, многу интересно, овде стои еден дел во кој вели: од клучно значење за целосна функционалност и одржување на добрата кондиција на патната и железничката мрежа. Па колеги од СДС, СДСМ, колеги од ДУИ, кои сте 20 години на власт, зарем 20 години на власт не ги одржувате патиштата во Република Македонија? Или вие, кои сте 6 години и повеќе на власт, се гледа дека ништо немавте направено за државава и ништо не правите за истата? Многу интересно, понатаму, како и за нивните пропратни содржини, во членот 63а имам наоѓалишта, археолошки наоѓалишта, делови каде се дозволува националното богатство кое го имаме да биде предмет на манипулација, да биде предмет на заобиколување на законските процедури. Ама тоа тие го сакаат заради остварување на личниот интерес и личниот бенефит кој го планираат да го направат со овој закон. Во овој закон нема усогласување со регулатива на Европската Унија. Во овој закон нема усогласеност со законите во Европската Унија кои се во делот за урбанистичко планирање. Зошто ви се брза? За криминалот да врви. 20 години сте вие од ДУИ на власт. 6 години сте вие од СДСМ на власт. И сега, во последните месеци од вашето владение, ви се брза за ваков закон, ваков проект, каде се прави грабеж на Македонија. Ви се брза од една единствена цел, заради тоа што сакате заеднички да направите и се спремате за изборен подкуп во Република Македонија, затоа што ви требаат финансии за подкуп да правите. Тоа ли е целта со овие штетни закони и со овој проект кој вие сосема спротивно од она што значи национален интерес го правите? На крајот има една кореспондентна табела и истата сега да ви ја раскажам. Молкот знаете зошто е? Затоа што ништо нема во оваа кореспондентна табела. Затоа што вашата лага е ставена овде. Затоа што вашата желба за злоупотреба на европското знаменце е ставено овде. Но, министер, вашиот подпис се препознава и еден ден ќе одговарате за тоа. Благодарам.